Почитувани дами и господа, втора сезона на серијалот Бизнес клуб на Стопанската комора на Северна Македонија и трето угло, наш денешен гостин Михајло Борозан. Добре дојдовте. Благодарам, добре најдов. Пријатно, прв пат сум дека баш ми се допадна, така да бе ново искуство. Прв пат сте во населбата. Во населбата, да. И стварно како делува кога човек прв пат ќе дојде? Убаво делува, интересно, изолирано, така да убав амбиент, мирно. И така, баш окей искуство. Може ли да се случи човек како вас да заглави во администрирањето и во работењето и да не види што се дешава околу на периферијата на Скопје? Може, затоа што јас генерално навистина гравитирам кон градов, така да во принцип текомните обврски ми се поврзани центари со местото каде што живеам, така да генерално и тоа е можно. Се повеќе луѓе одат према периферијата на градовите. Така. Тоа значи нешто за бизнисот на Мак Петров? Се зголемува потрошувачката? Нашата потрошувачка генерално сега зборувам, ние можам да кажам дека сме задоволни како оди ситуацијата. Добро се развива пазарот, се трудиме најдобро што можеме, најдобро што знаеме, така да во овие македонски услови сметам дека добро се ја завршуваме работата и резултатот што го испорачуваме е солиден. Барем сега зборам за моите очекувања. Борозан, како е презимето? Борозанов Има многу Борозанов. Има, да. Значи, од Битола е потеклото, да. Значи, татко ми е од Битола, дедо ми, така да Борозанов е, да речеме, јас сум битолски некој огранок од страна на татко. Од каде да сте важно на функција? Борозанов, да? Така, да. Учени луѓе, бе. Па, да, Што значи Кремс? Кремс е едно убаво искуство во мојот живот, така да вака кога ќе го спомнете, јас кога ќе се сетам вака навистина убав момент. Значи таму негде 2007 година барав некаква специализација. Кремс е во Австрија. Во Австрија, така е во долна Австрија, така да барав некаква специализација што ќе биде бизнес ориентирана, секако специализирана финансиот и тоа го работев во Мак Петрол кога сум работена, тоа генерално го студирав на економски факултет. И кога почна приказната, кога стигнав таму 2007, навистина сметам дека доста ми се проширија хоризонтите. Тоа беше еден програм во соработка со University of British Columbia. Значи, тоа беше окей варијанта, со канаѓаниве заедно работеа. Они се многу спремни во финансиите, така да тие 2-3 години, кои што, како да кажам, академски се надградував, но сепак со фокус некој на практичноста, сметам дека многу вака ми знача, а и убаво вака и приватно убаво спомнење, Австрија убава земја. Навистина убаво искуство, секој одење таму беше многу пријатно. Мотиваријантата беше јас работев, па одев на недела дена, работев и така да 2-3 години имав некој вентил таму каде што гледа човек друга култура, друга констелација, други односи, учиш интересни работи, така да беше убаво искуство. Вие сте член на управниот одбор на Стопанска комора на Северна Македонија. Луѓе и за екипа која е створена да ја поведе во 21-виот век и понатака во иднината на бизнисот, како се осеќате во овие први месеци од работењето таму? Одлично. Вака на кратко се осеќам одлично. Моја перцепција е дека навистина има таму една убава екипа, луѓето се навистина секако дека се сите исполнети во својата професија, но мислам дека сите навистина сакаат да придонесат нешто за заедницава и да тргнат работиве, односно да се придвижат побрзо работиве во некој правец кој што сите ние го посекуваме. Мислам дека има одлична екипа, навистина, како од управниот одбор, така од стручните служби, повеќето луѓе не ги знаев. Така да, еве ќе го спомнам Зоран Јовановски, само оваа прилика не го вака го знаев само, а другите во соработката, да, колку исто така многу го почитувам, сметам дека одлична екипата. Тоа ми беше поентава, дека има искреирано одлична екипа и платформата е супер за да се носат резултати. Вие знаете дека јас седам во канцеларија обележена со Мак Петров. Да. Знаете зашто? Тоа ќе ми кажете ви. Ја ќе кажам кој ќе сум гостин.
Мак Петрол е покрај алкалоид гордост и чест за секој македонец. Зошто? Благодарам, да. Затоа што е македонска компанија, која што постојува речиси 80 години, која што е присутна на пазарот, која што цело време еволуира и навистина, сега, окей, јас сум во Мак Петрол, но сметам и дека објективно, молам? Нема врска тоа. Да. Што сте вие, што јас сега зборувам. Сакам да кажам објективно, така е. Објективно тоа е исклучително битен, мислам, столб на македонската економија, апсолутно, апсолутно. Тука Како и да свртите, мислам дека тука нема може збор. ли некои бројки да слушне народот и граѓаните што не ги знаат, а што значи Мак Петрол во бројки? Па еве, купниот обар, профит и така натаму. Може, тоа се и јавно достапни податоци, вака ќе се обидам неколку што се можеби поинтересни да ги презентирам. Значи нашиот годишен промет, приходите се вршат 500-600 милиони евра годишно се вртат тука. Последниве години успеаме да оствариме добивка која што се движи и над, мислам, солидни бројки се тоа, над милијарда денари, иако работиме со релативно мали маржи. Тоа исто така луѓето не сум сигурен дали го знаат, значи нашата маржа флуктуира од 2 до 3,5%. И работите на количина практично. Да, и тука треба тој бизнес добро да се балансира и секако на квалитет за да луѓето и генерално компании тоа што го добијат, а го добиваат премиум продукт, како што доликува на една премиум и компанија како Мак Петрол. Она што мене ме прави горд покрај ова е самиот континуитет на деловната политика на Мак Петрол, која сум ме пратил 30-40 години. И една работа што секогаш ја истакнувам, да 96-та година сегашниот председател на управителниот одбор, господинот Јосифовски, биде пратен и живее во Лондон и учествува во операции на берзата со сите перформанси кои што се потребни за тоа, да имаш таков кадар кој што после тоа толку долги години ќе да прави напредок на истата компанија. Ние не можеме да кажеме дека немаме кадрови, не можеме да кажеме дека немаме искуства, не можеме да кажеме дека немаме компании со кои што се гордееме. Али сепак нешто се дешава за да не можеме тие луѓе да ги истакнеме и да го добијат заслуженото место. Еве јас ќе тргнем од нашата компанија, примерот што го напоменавте, значи најодговорно тврдам, значи поготово председателот на управниот одбор господинот Јосифовски има поставено на извонредни основи. Значи ние стратешки макроконтекстот ни е поставен извонредно, така да оваа екипа на директори вработени. Ти си отера. Да, име реално многу лесно. 96-та година ти имаш на берза учествуваш во Лондон. Така е. Така. Да. Тоа е огромен индикатор. Кога ние зборуваме за неутралност во друга држава, бевме и така натаму во други услови и така натаму. Денеска е тоа предизвик сериозен што не може да го оствари ниеден во Македонија. Така да еве тоа е еден позитивен пример што го истакнавте. Секако ни требаат повеќе такви позитивни примери, да луѓето стануваат тука наоѓаат некој фидбек и може да ги реализираат целите како лични, така и колективни, подобра заедница. Така е. Акциите се на берза, луѓето купуваат, тргуваат со нив, така, ти да контролираш тој процес, тој оди во нагорен тренд, така. Да, значи ние го следиме, тоа се отворен, значи пазар, слободен пазар, луѓето можат кога сакаат да ги купат, кога сакаат да ги продадат. Она што се гледа и што се рефлектира и од реалната ситуација, сметам дека добрите резултати се во корелација некој со цената на акцијата, затоа мојата претпоставка е дека и таа акција има нагорен тренд и генерално добрите фундаменти што ги има поставено компанијата на која што функционира. И тука да завршиме, колку вработени има Мак Петрол? Мак Петрол се околу, груба бројка, околу 2000 вработени со тоа. Значи тоа се, мислам, сезонски. Еве само пумпите ќе ви ги напоменам, значи 127 малопродажни објекти. Да, тоа е сериозна бројка. Да, апсолутно. Апсолутно, плюс тоа се има и пропратна логистика, значи. А во делот на снабдувањето со другите енергенси кои што се не малопродажни, него за индустријата и за така, да речем со големи количини, сигурно е со рапидно учество во тоа, да речем, маркет шерот. Да, јас можам, затоа што се јавно достапни бројки, значи ќе ги кажам, значи ние во однос на бројот на пумпи
спрема вкупниот број на помпи е, да речеме 32-3%, а маркет шерот ни рече се 45%, што исто така е индикатор дека добро работиме, дека сериозно работиме, така е. Тоа е добро да се истакнуваат добрите примери, да се почитуваат тие добри примери, али и високата свест и одговорност на вработените во тие компании према вработените и према општеството. Тоа е политиката на Стопанската комора на Северна Македонија. Она учествува во градењето, ти си сведок сега, како член на управниот одбор на економските политики. И тоа го прави на разни начини, со искажување на своите ставови, со методологии што се познати, признати во светот и така натаму. Све на све, кога ќе се завртат сите работи, ние сепак констатираме дека амбиентот во кој што живееме и во кој што работи бизнисот во Македонија не е до крај поволен да ствара услови за повисоки профити и за поголемо да речем зголемување на извозот, што би додело до додадена вредност на нашиот производ и услуга и би обезбедил добар и сигурен опстанок на државата и останување на младите луѓе тука. Според вас, што е причината за тоа? Вие сте човек кој што и во праксата сте, и во науката ево сте напредувале, така натаму, имате контакти секојдневни. Што треба да се направи да тоа се подобри во еден таков амбиент се створат услови за младите да останат и да се борат на пазарот подеднакво сите? По мене треба да се зголеми продуктивноста. Сега прашањето е како се зголеми продуктивноста. Тука се тие екзогени фактори, инфраструктура, железници, патишта, каде што реално сите знаеме дека каскаме. Второ се на што го викаат ендоген развоен модел, силно инвестирање во вештини, образование и знаење. Но вештини, образование и знаења практични, и тука впрочем вие подобро знаете од мене како што е дуалното образование, да. Тоа е по мене патот под кој што треба да се оди и оти сега живееме навистина во интересни времења, да се искористи ова време на забрзана дигитализација и потенцијалите што ги нуди вештачката интелигенција. Тоа е вака во некој макро, како да кажам, макро амбиент. Тоа тука гледам некакви потенцијали. Апсолутно, тоа секогаш. Тука секогаш и секако одговорноста сите сме нечинители, тука сите треба да се зголемиме. Приватните фирми, граѓаните, јавните институции, така натака, тоа е јасно дека мора сите да се како да кажам, да се преиспитаме и подобриме најмногу што може. Големите соништа носат големи предизвици. Откажувањето не е опција. Заборави на стравот. Дај се од себе. Надмини ги границите. Држи се до целта и прифати го предизвикот. Тоа те прави подобар, побрз, поиздржлив, те носи чекор поблиску до остварување на сонот. Тоа е твоето гориво, твоја енергија за нови победи и нови авантури. Енергија која ќе те однесе подалеку од кога било. Ултра горива со Dual Action Technology. Енергија за нови предизвици. Мак Петрол. Мак Петрол соработува со многу фирми во Македонија и надвор, а ево да ги земе македонските, тие поминуваат сите документи кроз ваши раце. Вие имате секојдневен контакт со тие луѓе. Има ли Македонија кадрови како тебе во останатите компании? Апсолутно, да. Апсолутно сметам дека благодарам на комплиментот. Исто апсолутно сметам дека има. Јас доста контактирам и со банкиве, така да генерално и тоа можам да го кажам. Банкарскиот сектор на вистина има некој ниво кое што мислам дека сите деловни банки кое што е потребно да го држат, вклучително и во комерцијални субјекти и тоа останати правни ентитети. Така да сметам дека има. Сметам дека има и
да, верувам дека е тоа така. Како беше вашиот образован пат? Па до Кремс, да речеме, релативно стандарден. Значи завршив, веќе тренам од гимназија тука во Скопје, сум јас роден тука, живеам во Крчагин. Потоа дојде економски факултет. Се мислев каде што, не беше значи тоа некоја желба детерминирана од дете дека се тоа ќе бидам. Се одлучив за економски факултет. Во моје време тоа се викаше финансиско сметководствен менеджмент. И тука, да речеме, првата фаза на некој формално образование ја завршив. Имав некој мало искуство, сега зборам, отслужив и војска, сум една од последните генерации војска што служеше, и потоа значи имав некој искуство кратко во Централен регистар, една фирма, нешто консалтинг, пробавме и дојде понуда во Макпетрол, јас сум и повеќе 20 години во Макпетрол, таму ја градам кариерава, да речеме, оваа професионална. А кој професор се сеќаваш на економски? Па се сеќавам на доста. Вака некој ти остана маркантно, па нешто што го кажеш, го направи додека студираш. Па се сеќавам на Тихомир Јовановски, такив и ти беше доста интересен, вака имаше да, знаеше да анимира. Имаше и други сега да не ги Љубе Трпевски тогаш држеше банкарство, исто така беше прилично спремен во делот, мислам, моја перцепција е тоа секако, дека така да имаше дури Михаил Петковски беше тука, сега заборавам веројатно некој, но генерално имаше добра структура на професори на економски факултет. Тогаш значи вработување, почеток на работната кариера и Австрија. Да, значи јас 2-3 години веќе работев и сега сакав нешто да ги продлабочам своите знаења. Значи јас сум тргнат фактички од референтско ниво, јас бев референт во Макпетрол во дирекцијата за финансии и цело време имав желба да си малку ги продлабочам знаењата и некаде 2007-2008 доаѓа таа варијанта да специализирам во Австрија. Така да тоа е и високо ниво на универзитетот? Да, тој државен универзитет, значи Кремс е убаво место е вака, на Дунав е, така и се викаше универзитетот, Кремс на Дунав, Кремс на Вердонау. Високо ниво се слагам и, како да кажам, човек кој влегува таму гледа разлика и се чувствува пријатно, се чувствува тој некој австријски спокој, тоа ми е мене вака некава асоциација за Австрија, се е некако мирно, спокојно, смирено, ама се функционира, функционира перфектно. Од времето на канцеларот Бруно Крајски. Да, тој на политичкиот живот кој направи преокрет. И мислам дека од тој момент таа улога која презеде меѓу тогашниот исток и запад и сегашната што има Австрија држи перфектно и една од најстабилните држави. Така, јас сам можам да се сложам со вашата констатација, така да тоа е и некоја моја перцепција за Австрија генерално како држава и како функционира. Така да таму се остручив за доста работи, некои што беа и за нив напредни и убаво искуство е вака да сум бирал. Па да се сега сконцентрираме на финансиите. Може. Може. Без финансиите нема ништо. Па да, тешко. Без финансии тешко било што да се затвори. Зашо вика дека финансиите ги држат власите, да не си власт? Не сум колку што јас знам, не сум. Ако си имаше рестриктивен пријат. Да, така е. Макпетрол е познат по рестриктивност. Ние сме генерално имаме одговорност, мислам дека да, и пред да станам јас директор, пошто јас сум 20 години тука, значи имам многу одговорен однос кон финансиите, така да, компанијата е сериозна, премногу се условно тука пари се вртат, така да се мора да има доза на рестриктивност и предпазливост, но секогаш се гледа и некоја доза на ризик како да се искористи за да нешто се додаде на вредноста. Така да што му смета на Борозан во функционирањето на финансискиот систем во Македонија? Вака на прва, што те нервира? Мен, например, во администрањето ме нервираат папири, процедури. Па тоа, папири. Еве, јас ќе се сложам. Ќе се сложам кога треба, макар што и тука има напредок, и со дигитализацијата дека тоа ќе се забрза. Да, се треба електронски да има и да оди многу брзо. Мислам, тука има напредок. Сега реално по мене навистина е доста работа. Напредокот добива забрзување сега на сите пари. Така е. Значи не е онај напредок што во минатиот век и сега ист. Апсолутно. Сега збориме за сосема нов амбиент и за, како да кажеме, и брзината е различна. Не може да споредуваме оваа агилност сега. Викаат како беше убаво во наше време ќе се пуштаме писмо и 7 дена се чекат одговор. Сега пушташ мејл, ти го чекаш за минута. Така е, сега веќе за 5 минути. Да, тој треба реакција, па да, така е. Мислам,
зголемена респонзивноста и агилноста и тоа по мене е добро. Ова се брзи времења, мора сме сите многу брзи да размислуваме критично, брзо и соодветно. Не знам зошто, ама јас поминав и во приватниот сектор, и во полуприватниот сектор, и све што можеше и што ни се деси. Некако се носам со помислата и кроз оваа емисија тоа се гледа на мојата определба да секој човек и било што да работи, да го гледа тоа кроз призмата на бизнес. Апсолутно. Се сеќавам на еден случај, гледам еден фудбалер, Александар Палас, кој што имаше договор склучен минатата. Пред тоа гледање минатата недела со Јувентус за 30 милиони евра. И вика тој до мене, ова е поскап него хотелов наш. Денеска Роналдо зема 300 или не знам колку таму милиони долари. Такви договори се прават кои што се поголеми од профитите и прометот на големите компании и корпорации. Во, да речем, забавата, во ова што го зборувавме околу концертните. Да, што ми спомнавте, да. Така се, значи, ние мора да сватиме дека е потребно тоа максимален приод према сите тие, без разлика кај се наоѓаш, да се гледа резултатот од тоа што го работиш и на финансиска план, иначе безсмислена работа. Тука немам дилема, само можам да се сложам. Значи, дур нема реална објективна финансиска конструкција во било кој процес, што викате безсмислена работа. Така да се е бизнес на крајот на криштата. Има ли потреба од едукација на луѓето во фирмите од бар основните параметри што значат финансиска стабилност на компанијата и како до тоа се доаѓа и како? Веројатно има, се јас тие со кои што комуницирам, јасно ви е дека се сите си ги знаат тие работи, така дали веројатно на некој пошироко ниво треба. Ниво, да, не е лошо да луѓето имаат сознанија како да работи. Тоа не се веројатно како што многу луѓе си ги замислуваат. Во разговорите што ги имавме и со гувернерот, новиот гувернер на Народната банка, беше поставувано тоа прашање, сакам да услушам и твојот одговор. Тоа е прашањето за претераното администрирање на Народната банка према комерцијалните банки и пренесувањето тоа на клиентите. Значи, често ќе слушнеш дека не е ова наше барање, него ова е обврска што ни се наметнува од Народната банка и така натаму. Неди почнува да засмета, како да кажем, постојаниот притисок на компаниите за некакви формалности кои што логички немаат никаков, да речем, никаква состојба која што би битно влијала на, да речем, билансите на компанијата, а луѓето го губат времето за тоа. Јас, вака реално, бидејќи ние повеќе комуницираме со комерцијални банки, не можам да забележам дека има некаков, како да кажам, сериозен проблем при имплементирањето на нашите цели, ама генерално се слагам со вас. Значи, времето е сменето, се бара брзина, се бара дерегулација, се бара отворање на опциите за да може бизнисот да функционира. Така да, точно е тоа дека за некои работи вие мора да прашате, да речеме, Народна банка за да можете тоа и тоа да го правите. А се тоа, да, се тоа прави, така е. Сега што е право, ние... Значи, на мене прашањето ми е многу едноставно и просто. Ако би работеле со западните банки, би било побрзо работењето и поквалитетно, поефикасно? Зависи. Еве тоа е интересно, некакво искуство што сме ги имале, некои работи дури одат и подолго од нашите банки. Јас за тоа сакам да кажам, дури јас сум се чудел што се не таму не треба да се администрира. Се немаме ние преголемо искуство, таков е и законот, така да ние генерално се соработуваме со македонските банки, но имаме некакви искуства и со странските банки и таму има она што го викате вие некаков тип на, по мене, можеби претерано администрирање. Тука ќе се сложам со вас. Има ли подобра понуда на западните пазари за финансиски средства? Да. Има. Да. Јас колку што следам. следам. Јас мислам следниот чекор и наше залагање треба да биде во тој правец, да се му возможи на компаниите пазар на пари на кој што ќе може да по разни основи да доаѓаат. Се слагам да можеме ние да речеме така депозитите да видиме како се во Македонија, како се во Германија, како се во Швајцарија, па ќе ги ставиме кај што е. Има најголема економска логика, се слагам тука, да. Нешто друго околу финансиите кои што представуваат основниот крвоток, вашето мислење, да речеме, за
моменталната монетарна ситуација, моменталната фискална ситуација во државата. Има многу во моментот расправи на тема минимална плата, има многу расправи на тема инфлација, има многу све као нешто се сака да се дискутира, па тоа покушава да го прават луѓе кои што не се компетентни за тоа и така, а тоа има и психолошко ефект и значење. Неспорно е и во Стопанската комора најдобро знаеме дека имаме проблем со сивата економија, која што сериозно го подјадува капиталот на компаниите. Имаме проблеми со корупцијата, имаме проблеми со гасификацијата, имаме проблеми со низ други. Меѓутоа, имаме и проблеми кои што можеме побрзо да ги решиме, ако примениме разни искуства, ако бидеме доволно истроени во имплементацијата. Има работи за кои не ни требаат ни пари, ни треба само политичка воља, која што ќе се спроведува до крај. Не може да не се реши прашањето да некој седи дома и го плаќаш ти со години и не чувствуваш никаква одговорност дека треба да го решиш и еднаш да речеш чекај дај да најме форма бар тие луѓе нешто да допринесуваат за државата. Така е, апсолутно се слагам. Значи, и вие знаете, комората правеше истражувања на, да речем, уделот на сивата економија, тоа е над 30%. Не дека нема сегде има сивата економија, ама кај нас има многу повеќе од тоа што треба. Тоа е стар проблем, студент бев, па беше сериозен проблем. Сега ние некако не напредуваме во тој дел, ајде како треба да има решение, оти таа е навистина опасно од многу аспекти. Пред се што ја руши лојалната конкуренција. Така да мислам тоа е главниот проблем. Се и таму има нивоа, окей, ќе му дадеш така се да карикирам на молерот и тоа е сива економија, имате сива економија, кеш пари на рака сакам да кажам, имате сива економија, данок цени платија, фиктивна фактура, ги вади парите, па ќе му ги даде се. Мислам тоа е навистина е дестимулирачки за оваа, како да кажам, нормална економија на која што ние како компанија и како комора сите припаѓаме. Телма е составот на Макпетрол и јас сакам да поразговарам за еден друг период на политичкото влијание на езидо. Таа во еден период ни го донесе фудбалот на сите дома, кога ни беше најпотребно и кога немавме алтернатива. Да, калчото, така е, калчото сите се сеќаваме, така да тоа беше, сите го паметиме тоа како убав, па јас исто зашто сакам гледам фудбал, така да дефинитивно убава историја ќе остане тоа, да. Михајло за кого најва? Јас да ви кажам право, не најавам за никого посебно сега во моментов, но пратам Премиер лига, таа ми е вака пасија, некако и дома кога можам, тоа ми е како нека антистрес терапија, пуштам сабота, недела, играат енглезиве. Редовно и тоа гледам. Некакви права Макпетрол на спортски надпревари сега во момент. Не, јас колку што знам, не. Мислам, телма сами си ја тираат. Да, нормално. Знаеш, тоа беше вака една позитивна. Така е, се слагам. Поготово тој амбиент кога фалеше тоа како содржина. И тоа е како беше значајно. Па како не, тоа е еден ги видите на културолошки момент е тоа. Хоби има ли? Хоби бе ова едно од хобијата е што гледам вака фудбал, може да го кажам како хоби. Се трудам да читам. Читам, да и патувам не толку сега и тоа би ќе гледам малку да го променам да патувам повеќе. Да, оти интересно е се некако малку сум попасивен во тој дел, така да тоа ќе сакам малку да го интензивирам. Читам, да, тоа од секогаш сум сакал, од дете ми е интересно. Читам ако што викаат нон-фикшн литература, баш ја видов ова од добри до одлични кај вас, таа ми е една од книгите што ми се допаѓа, така да читам бизнес литература ми е интересна за читање. Да. Кола, Михајло, каква кола вози? Ја возам мала кола, Mitsubishi, оти Colt се вика, така да, ама сега пошто деца викам не е Colt. Не е пиштол. Не е пиштол. Ама еве деца пошто веќе се големи, така да ќе мора да ја смена. Така да. Нели застапник беше Макпетрол за Honda. Да. Honda беше една од најдобрите и е од најдобрите возила јапански. Така е, така да генерално мислам ние се уште го работиме увозот на Honda и генерално јапонскиве коли се пак нема денеска со ова стандардизација која што постои на сите производители, ако ги одржат стандардите, сите коли се добри. Така е. И тоа е многу битен момент, тоа што го спомнавте, стандарди. Значи тоа мислам дека ни фали во Македонија. За се има стандарди, само треба да се следат. Што би било што ако би требало да дадете прогноза за вас, за државата и за фирмата за наредните 10 години?
како ги гледате и како се гледате сами? Ми веќе тргнем од компанијата. Компанијата стабилна, предвидлива, лидер секако на пазарот и генерално имплементатор на сите оние нови стандарди и моменти кои што ќе се случат. И затоа мислам дека сме спремни. Еве за државата, еве гледам последниве 2 квартали се над 3% GDP-то се движи, тоа е по мене, ајде да речеме, позитивен индикатор. Секако ќе треба многу да го зголемиме и да го зголемиме во оние индустрии каде што има голема додадена вредност, но тука ќе мора рапидно некои работи да смениме за да сите ние се најдеме во некој амбиент што малку повеќе ни го и посоодветен за сите нас и малку повеќе ни одговара. Така да тука се вака некој план. Тоа е позицијата на Макпетрол. Макпетрол апсолутно јас го гледам како лидер во енергетскиот пазар и само го гледам како надограден со новите, да речеме, нови технологии, нови стандарди, нови процеси. И тоа цело време го правиме. Може? За вас каде се гледате вие после 10 години? Па јас да ви кажам право, би сакал да бидам во Макпетрол. А што значи да речеме финансиски менаџер на компанија како би изгледал после 10 години? Тоа ја не би знаел да го одговорам, но веројатно многу од овие работи што сега некој финансиски менаџер ги прави ќе бидат заменети од технологијата, зашто веќе ги менуваат. И тоа е многу интересно. Мене ми е интересно, јас... И он може да ќе седи тука во населбата и во компјутерот. Така е. Веќе мислам, еве тоа го користам, тоа е основ на вештачка интелигенција, значи таа веќе прави извештаи, ти ги проверува тезите, прави некои компарации на бројки, многу помага. Така да го гледам дефинитивно во текст од технологијата, а главниве туку улоги ги игра дигитализацијата зголемена, па и вештачка интелигенција која што по мене е голема промена што се случува во светот, после интернетот може најголема. И после Трамп. И после Трамп. После Трамп секако тоа е врза да е тоа. А не излазува за сите. Па да. Така? Да. И нашата држава ќе опстане ли во наредни 90? Јас верувам дека ќе опстане. Верувам дека ќе опстане, она што е до нас, ние ќе се работиме најпатриотски како што работиме до сега. А најголем чин на патриотизам е се ствара тука, да се креира вредност, да се плаќаат даноци. Ние како граѓани, па и Макпетрол како компанија и така го прави тоа на огромно, мислам, на многу сериозно ниво. И тука остануваат пари на крај. Јас сакам да се благодарам на вашето присуство во оваа емисија. Макпетрол кажав моето мислење за таа компанија, го кажав моето мислење за председателот на компанијата, го кажав за целиот менеджмент. Мислам дека ќе остане гордост на македонската економија и македонската држава треба да се потруди малку повеќе да го одржи тоа ниво, а и да го расшири на низа други компании во други области кои што ќе представуваат столб, затоа што регионалната соработка излезот надвор од една мала држава на границите ќе биде основа на политиките економски во наредниот период. И од тоа нема да бидеме поштедени ни ние. И ние ќе мораме тоа исто да го правиме и затоа треба да бидеме припремени за таа работа. Апсолутно се служувам со вас, ви благодарам за убавите зборови и тоа само сакам да помнам на крај, иако можеби нас бизнис моделот доминантно ни е да се грижиме за македонскиот пазар, ние сме многу сериозна платформа за извозници. Тука сме 24/7 со многу објекти за да може за да може тоа да ги извезуваат. Го извезуваме и ние секако. Но генерално мислам дека сме добра платформа и за извозот, така да Макпетрол е битна компанија во тој контекст. И ми беше многу пријатно, ви благодарам, баш убаво си поминав, така да супер. Ви благодарам.